Љубомир Бубе Домазетов е деценијски моторџија, тоест влюбеник во пловењето на две тркала. Неколку пати ја шетал Европа, а минатата година му се оствари сонот за кој мечтае секој што носи кацига. Скопје Нордкап. Нордкап е најсеверната точка на Европа. Значи, тоа е сонот на многу моторџи, или во превод би кажал тоа е како Монт Еверест за планинари. Нордкап е најсеверната точка на Европа и после тоа има 2000 километри до Арктикот, до Северниот пол. Самиот споменик на Нордкап е границата каде што е копното, веќе нема копно, и под споменикот се наоѓа Арктичкиот океан. Добро, време е да тргнеме на ова патешествие. Тргнав првиот ден до Будимпешта, 800 и кусур километри, 830-850 километри до Будимпешта, па потоа одев транзит низ Словачка, стигна во Полска, во градот Лублин. Од Лублин возев до Каунас во Литванија, потоа од Каунас возев до Талин, тука поседов 2 дена и се качив на траект за Финска. Траектот е од Талин за Хелсинки, се патува само 2 часа. Одлично искуство. Потоа влегов во Финска и правец према север. Понатаму оде во селото на Дедомраз, тоа е познатото Рованиеми. Какво е селото на Дедомраз? Тоа е магнет за туристи од цел свет. Тамо се наоѓа главната пошта на Дедомраз, каде што луѓе од целиот свет ги пишуваат своите писма, желби и пораки до Дедомраз, но многу интересно е што има една просторија каде што можеш директно да се сретнеш со Дедомраз. За жал, јас не бев во таа просторија, бидејќи бев ограничен со времето. Илјадници туристи, сувенири, божикна музика. Писменце дали му остави? Писменце задолжително, со желби. Македонија да влезе во Европска унија, претпоставам. Не мислев на политика кога возев. По посетата на Финска, Бубе се упатил кон Норвешка, каде се наоѓа Нордкап. Возев поред Баренцовото море, кое е најстудено море во Европа, и пред самиот Нордкап има прочуен Нордкап тунел, кој што се спушта 212 метри под морското ниво, и чувството е феноменално. И конечно Нордкап. Во јули таму го сочекале само 6 степени. На 6 степени, дали од преголем адреналин или од преголема возбуда, температурата од 6 степени не делуваше на мене. За време на патувањето, Љубомир поминал низ 10 држави, а дневно возел меѓу 300 и 600 километри. Спиел по мали хотелчиња, обезбедени уште во Скопје. Вкупна целата километража беше 9000 километри точно. Секоја вечер јас си правев колегиум, буквално сам со себе, си правев план за наредниот ден. Знаев кога ќе тргнам, знаев каде ќе правам пауза. Кој град ти остави најубав впечаток? Многу ми се слични балтичките земји, поготово старите градови. Почнувајќи од Каунас, Талин, Рига, Вилнус. Сите тие ми се слични градови, нормално со различна историја, меѓутоа срцето на градот на сите овие места е стариот град. Рига би ја издвел, бидејќи некако ми беше посебна со реката Даугава, која што е многу голема река и се протега низ самиот центар на градот, со едни фасцинантни мостови, и гледката е феноменална. Имаат одличен јавен превоз. Се е тоа, мислам дека е совршенство на град кој што би сакал повторно да го посетам, но овој пат туристички и на некои си 3 до 4 денови. Сега неколку куриозитети. На враќање од Нордкап возев по сртот на Норвешка, имав 240 километри до моето следно ноќевање. Градот се викаше Алта, се вика се уште. Возев 2 часа сам. Значи патот, толку прав пат јас немам видено. Кога почнав да возам по патот, се надевав дека ќе сретнам некоја кола, да се разминам макар, меѓутоа тоа траеше долго време. 2 часа немав ниту една кола. Во тој момент ме обли малце језа, беше малце језиво. Погледот ми беше во GPS-от кој што го имав. Добар момент беше што километрите се намалува.
Добар момент беше што моторот совршено се однесуваше и најдобар момент беше што имав бензин. Видов еден рибар кој што ловеше риба сам во таа пустелија и ирва си на секој чекор. Меѓутоа моментот на самотијата не беше сеедно, ама траеше 1-2 часа и првата кола потоа многу се радував. Многу интересна случка беше во Литванија. Тргна во 8 од сместувањето, само што тргна во 8:30 полициска контрола на магистрален пат. Не знаев што се случува, меѓутоа пред мене имаше камион еден и колку што можев да го дзирнам од пред мене, нешто му даде во кабината на камионот, ама не знаев што се случува. Дојдов јас на ред, ми дава апарат за дување. Збунет. Не можам да поверувам, во 8:30 мене ми правее алкотест. Во тој момент да, го направив тоа, викам добро, окей, меѓутоа како што се оддалечив, почнав сам да се смеам. Во 8:30 они прават алкотест на сите учесници во сообраќајот. И си викам, замисли колку пијат овие луѓе. Чим во 8:30 прават алкотест. Се запознал со едно чудо колеги мотористи. Интересно е кога возиш на вакво долго патување, на секоја бензинска пумпа се сретнуваш со случајни моторџи од различни земји од светот, можам да кажам. Меѓутоа, со самиот поглед, вие сте сите пријатели. Вие сте сите како да се познавате цел живот. Имате обострана насмевка, значи веднаш настанува прашање кој од каде ќе оди, дали одите во исправец и споделувате искуства од различни дестинации. Би ги издвоил моментите со сретнување на еден брачен пар од Канада, кој што на свој 70 години патуваат со 2 мотори и патуваат низ Европа. И спијат во шатор. Средба со холанѓанец кој се сретнавме во Полска, исто така на бензинска пумпа, сам, како мене, меѓутоа човекот не знае каде вози. Каде ќе возиш вечерва, не знам. Докаде можам, до тамо ќе возам. Имаше желба голема да патува во Ирска. Дали европејците патуваат со големи и моќни мотори? Не, баш напротив. Станува збор за 2 тркала, а моторите се многу стари и тие не се секираат дали, не се грижат воопшто дали ќе им се расипе моторот. Затоа што на првата бензинска сретнував многу веспи. Веспи, ама ако ви кажам веспи од 50 кубика, тие се многу мали веспи, тргнати од Италија, на секоја втора бензинска менуваат гума, бидејќи им се дупнува гумата. Како на еден му се дупнува гумата, има 10 веспи околу, кои што сите му помагаат, а притоа сите се насмејани, сите се весели, сите пеат. И затоа додека возев не се плашев. Знаев дека ако нешто ми се случи, доволно ќе биде да кренам рака и некој ќе ми помогне, вели Домазетов. Посебна сорта сме ние авантуристите, додава тој. Одиме со уште една случка. Шетајки се низ Рига, во Рига и во Талин изнајмував тротинет и локално се шетав со тротинет. Меѓутоа, на ранецот ми беше и дронот, со надеж дека некаде ќе снимам некои снимки со дрон. И така и се случи во Рига. Снимав некои си 3 минути и оддалеку гледам двајца полицајци трчаат кон мене. Меѓутоа, искуството ми вели дека трчаат баш према мене, дека нешто правам што не треба да правам, а со оглед на тоа дека имам искуство во летање со дрон. И луѓето беа максимално коректни, ме замолија да го спуштам дронот и да ми кажат дека сум во зона каде што се наоѓа резиденцијата на претседателот на Летонија. Луѓето направија записник, кој што подоцна ми го пратија на мејл, го добив и со едно помена дека да не ми се повтори повторно. И многу интересно, на крај се поздравивме, ги прашав дали може да искористам снимката за социјалните мрежи, без никаков проблем ми дозволија. Цело време додека патувал, Бубе снимал. Впрочем, камерата е неговата професионална дружка. Сакав да го доловам, да ја доловам мојата емоција, сакав моето чувство, мојата среќа, мојата возбуденост. Направив 10 епизоди од тие 20 дена патување, ги постирав на мојата социјална мрежа, значи имам Facebook
профил Љубомир Бубе Домазетов и на мојот YouTube канал Бубе Домазетов. Секој четврток и недела, со почеток во 20 часот, можете да ги видите премиерните интернет приказни на Љубомир. Но, тука не е крајот на ова патешествие. Другарите за неговиот 60-ти роден ден му изработиле книга. Тоа ми се пријатели, другари, повеќе од 30 на години, ако не и 40 години, со кои што си делиме и добро и лошо секогаш. И мојата желба беше во разговор со нив дека сакам да издадам и книга. Меѓутоа они, тоа им поминало низ нивните глави и се договориле и за мојот јубилеен роден ден ми ја подарија оваа книга, која што за мене беше едно такво изненадување. Фотографиите во книгата се лично негови, а текстовите се извадени од Facebook статусите. Од секогаш сум се прашувал, дали додека човек јава мотор е концентриран само на патот или може да ги пушти мислите да роварат во непознато. Во ниту еден момент не смееш да се исклучиш. Цело време си присебен. Јас цело време зборувам на блиски луѓе околу оваа тема, дека кога патуваш сам, си сам со себе и не ти е дозволен ниту еден кикс. Мораш да внимаваш на патот, на моторот, погледот ти е во асфалтот, дали е мокар, дали има песок, дали има масло. Ако почнеш да размислуваш за некои други работи, концентрацијата ќе ти отиде на друга страна и тогаш најмногу настанува кикс. Имам еден момент кој што е многу интересен пред моето стапнување на Нордкап, ми претрча ирвас на самиот пат, ама претрчувањето беше многу блиску. Доколку малце не сум сконцентриран, белјата доаѓа за многу брзо време. Домазетов ни откри дека за целиот потфат имал безрезервна поддршка од дома. Сите ние живееме под една рачна кочница. Меѓутоа, сите ние живееме со мислата сега не е доволно време, сега имам други издатоци, ајде да почекам подобри времења, никогаш нема да дојдат подобри времења. Самите треба да го направиме идеално времето. Самите треба да бидеме, да се опуштиме и да го живееме моментот. Секој од нас има соодветна желба, одредена желба и секој од нас има сон. Направете го чекорот, остварете си го сонот. Само тоа ќе ве направи побогати. Епа, мајсторе, до некоја нова дестинација, биди жив и здрав, па се гледаме со нови кадри, со нови возбуди.